Теди, единственото мече во Штипскиот зоопарк, итно мора да се сели. Сегашното живеалиште ни оддалеку не ги исполнува потребните услови за негов престој таму. Ова како проблем е констатиран од одговорните во ИСАР, од каде веќе размислуваат за промена на локацијата каде е сместен Теди. Живеалиштата на сите животни се во одлична форма. Освен живеалиштето на мечката, ние го утврдивме тоа со пораснувањето на мечето, значи се доведе во ситуација дека мечето, живеалиштето на мечето не ги задоволува стандардите. Испративме проект и писмо до донаторот Угриновски, доктор Угриновски, каде што чекаме одговор за да се направи ново живеалиште кое ќе задоволува сите стандарди за едно живеалиште за мечка. И локацијата ќе биде на долниот дел од зоолошката градина, каде тоа живеалиште ќе биде по сите стандарди за живење на такво животно, од таков вид. Штипскиот зоопарк во изминативе неколку денови беше мета на критики на социјалните мрежи, но од ИСАР тврдат дека состојбата ни оддалеку не е таква каква што се прикажува. Грижата за животните е соодветна согласно сите стандарди, што се потврдува и со нивната добра здравствена состојба. До сега немаме некои проблеми, значи немаме некој заболено животно. Ги преживуваат најнормално со ладење на оние кои треба ладење, мислам со наводнување. И со така парковите површини се вадат и ја добиват она температура која е потребна за живење на овие животни. Имаме ние запослен ветеринарен доктор кој се грижи за животните и исто така се допитува за сите ветеринарни станици и ако има потреба бараме помош и од нив. Штипскиот зоопарк е единствениот од ваков вид во источниот дел на државата. Отворен е во 2013 година и е дом на над 50 видови животни. Минатиот октомври, неврохирургот Јовица Угриновски на зоопаркот му подари мече од расата Урсиде, кое беше сместено во постојниот кафес. Истиот сега станува претесен за веќе и не толку малиот Теди. Инаку зоопаркот е една од најпосетените локации во Штип. Досега се регистрирани над 40.000 посетители.